Добро вечер во новото издание на емисијата Спорт Плюс, второ издание во новата година. Еве уште еднаш да ви ги честитам новогодишните и божикните празници, а на сите спортисти им посакувам уште поголеми успеси оваа година. Продолжуваме понатаму со истото темпо, како и досега знаете дека секоја недела во Спорт Плюс разговараме со познати спортисти, тренери, спортски работници, нормално за нивните постигнати успеси, резултати и секако за нивната спортска кариера. До сега во Спорт Плюс зборувавме за борењето во Македонија, односно каква е ситуацијата во борењето во Македонија. Можеме да кажеме дека последните неколку дена во 2016 година конечно нешто се промени во Федерацијата на боречки спортови на Македонија, каде што одржаа вонредно собрание, а еден од иницијаторите беше и Дејан Богданов, познат борач од Штип, од боречкиот клуб Балканец и воедно тренер. Исто така беше прогласен за заменик претседател на Федерацијата на боречки спортови на Македонија. Токму Дејан Богданов е мој денешен гостин во емисијата Спорт Плюс. Добро вечер и ти благодарам што дојде во емисијата Спорт Плюс. Најпрво срекни новогодишни божикни празници. Најпрво добро вечер. Сакам да ги поздравам сите гледачи на Канал Плюс, значи сите спортисти, спортски работници, да ми ја честитам новата година, божикните празници и дај Боже од наредната година да имаат повеќе успеси. Така. Оно што се случи минатата недела, односно последните денови од 2016 година е вонредното собрание кое што се одржа во Скопје. Се има ново раководство, вие сте избрани за заменик претседател на Федерацијата на боречки спортови. Зошто беше се ова собрание? Па видите, значи имаше воредно собрание, иницијатива беше на собранието, значи боречкиот клуб Балканец од Штип и боречкиот клуб од Лирија од Скопје. Значи собранието беше, бидејќи беше многу лоша состојбата на боречката федерација, бевме суспендирани од меѓународната федерација, значи дугови кои сме соработувале со луѓе кои ни помагале во федерацијата за организирање на турнири и на други работи кои сме останале дужни. Значи не се можеле веќе да го издржат и значи имаше големи тужби до федерацијата и федерацијата дојде во една лоша состојба, веќе до посебно ниво беше наполнета со дугови и мораше да се свика тоа воредно собрание, бидејќи немаше понатаму да можеме да учествуваме на ниту едно ни европско, ни светско, ниту па на еден турнир кој го организираат од ФИЛА. Така, како што кажав, новиот претседател, се избра нов претседател, Бетин Врензеј, вие сте заменик претседател. Кои беа останатите, односно координативни тела кои што беа избрани на Па да, значи на собранието Бетин Врензеј беше претседател избран за претседател на федерацијата, јас сум заменик претседател, значи ние сме во статуто сме со иста одлука и двајцата, значи сме со заеднички потписи, значи со се заедно направен, тако беше тимот, без разлика кој ќе биде претседател, дали ќе биде Дејан Богданов или Бетин, битно е значи да излеземе од оваа криза што е навлечена нашата федерација. За директор, спортски директор е избран Страшо Глигоров, значи по нашиот систем што сме го спремале како ќе функционира федерацијата, значи Страшо Глигоров е ставен да раководи со тренерскиот дел, со судиите, значи општо се што потпаѓа по техничкиот дел како би функционирала федерацијата, а јас и Бетин Врензеј бидејќи голем дугот на федерацијата, голем дел ќе го посветиме на финансискиот дел, бидејќи имаме голема задача, едната работа е да ја одблокираме борачката федерација, значи ќе имаме разговори со поголеми високи органи, бидејќи дугот не е баш мал како дуг и бидејќи мора и понатаму да продолжиме, не очекуваат големи надпревари, значи европски, светски, за младенци, за кадети, значи и за синьори, подготовки и така, значи за сега сме ги поделиле работите. Очекуваме тој тим што сме го направиле, значи добро да функционира и да постигнеме добри резултати. Највеќе сме насочени, значи федерацијата да ја стабилизираме, потоа имаме да ги стабилизираме клубовите, бидејќи со иницијативата што ја поднесавме за воредно собрание, имав да се запознам со сите клубови во Македонија. Тоа се 19 клуба во Македонија.
значи состојбата во клубовите е многу лоша за жал. Тоа значи се оставени луѓето сами на себе да се справуваат со својот проблем. Федерацијата досега можеби 3 олимписки циклуса не ги ни посетила, камоли па да поразговара, значи немаат никаква волја за работа. По разговорот со луѓето мислам дека малку и дојде волјата за работа. Затоа после тоа повраќањето од состаноците што ги имавме со другите клуби и кога сванавме дека имаме поддршката, значи после тоа ја правевме целата програма како би одела наредната година, по наредната година, како би можеле да ги подигнеме прво клубовите, бидејќи федерација без добри клуби, значи не може да биде добра федерација. Затоа имавме после состанок со Олимпискиот комитет, значи ја кажавме слободно состојбата каква е во борењето без да скриеме ниту еден дел, бидејќи со тоа криење досега што се деси дека борењето е на високо ниво и дека ние како федерација и како клуби значи имаме борачи и дека функционираме, значи тоа се лажевме до сега. Значи во Македонија само 5-6 клуба функционираат како што треба, другите останати значи се во многу лоша состојба за жал. Така, не само 2016 година, неколку години наназад веќе можеме да кажеме дека нема некои поголеми успеси во борењето. Која е вашата програма за 2017, односно за годините на што веќе? Па ви, за жал, значи до сега не сме имали од последните 3 олимписки циклуса, не сме имали некој по-голем резултат. Тоа не е вина само на спортистите, значи тоа е вина и на лошото менаџирање на федерацијата, лошото менаџирање на дел од клубовите, пошто поголемиот дел на борачите се спремаат во клубовите. Значи тоа е опфанат голем проблем, значи ние немавме прво добар тим, значи борачите се збира, значи се тренираат во своите клубови, пред да тргнеме 1-2 дена ги изберевме. Значи јас бев дел од тие репрезентативци што се борев до пред една година. И исто така сум добро запознат со сите проблематики што ги имаше борачката федерација и како спортист, како се спрема нас како се одвивала работата, значи ние се дешава значи да отидеме на европско првенство, од тука пред да тргнеме, значи се е организирано, се е платено, кога стигнеме таму во хотелот ништо не се платено, значи до таму сме идели толку што не е сериозна била нашата федерација и луѓето што се менаџирале, значи ние така кажам со нашите зборови, ние пред да тргнеме до таму веќе 1-2 борби се не направиле, веќе одеме да правиме веќе и трета борба, значи толку сме изморени, измалтретирани и затоа не сме имале големи резултати. Па нашата програма значи е понатаму 2017 година. Прво е стабилизирање добро во федерацијата, значи расчистување на сите дугови во федерацијата. Второ е значи подигање на клубовите на високо ниво. Значи првото државно првенство што ќе се одржи во март, мислам месец беше, значи очекуваме голема масовност, бидејќи по нашата програма очекуваме да ги помогнеме до тогајка за 3-4 месеца, значи добро да ги помогнеме на клубовите. Едниот дел е финансиски што ќе имат поддршка од нас на еднократна, па после ќе видиме во текот на годината, после пак уште еднократна, зависи како би се стабилизирала федерацијата. Значи сме у тај дел на финансиите за клубовите, со тренерите повеќе ќе имаме контакти, значи ќе имат голема посетеност како работеат, како функционираат, што имат во текот на годината, што е неизините проблеми. Во дел на опремата планираме да порачаме за комплетно за сите борачки клуби што се 19 да имаат опрема иста, значи веќе кога ќе излеземе да личиме како на федерација, како на клуби, како на борење. Значи само така можеме да потигнеме масовноста во нашето борење. Видов во програмата исто така дека ќе се формира и репрезентација за деца, тоа е интересно да се спомне. Па ви, значи да, ќе се формира репрезентација за деца, веќе нашата федерација е наклонета повеќе да работи со помладите категории, тоа се пионери, кадети и младинци, бидејќи за жал сеньори веќе потешко можеме да ги задржиме, со можеби и веќе тешко имаме дека некој сеньор што можеме да се наклониме дека можеби да постигне резултат. Затоа ние почнавме од нула, значи ќе работиме со млади категории, ни треба голем период, можеби 2, 3 до 4 години за да извадиме еден квалитетен борач, збориме за наш македонски, значи од македонските клуби, репрезентативите не збориме за некој од страна до еден борач. Значи тај период сме тоа насочени и мислам дека ќе успееме. За наша и ваша информација дека веќе во програмата ни е ставено Лига надпревари, ама Лига надпреварите ќе бидат насочени кон кадетска и младинска, пошто сите клуби сега што се помалите клуби, значи може да работат со кадети и младинци, значи можеме да собереме деца, можеме да направиме поинтересно да е за борењето.
и можеме да направиме добра организација и мислам дека на брзо време дека можеме да се врнеме на стариот пат што е бил некој пат нашиот клуб и нашата федерација, значи за борење. Така, Балканец е познат по најтрофеен боречки клуб во Штип и Македонија. Оно што е интересно да се спомене дека по вашата вонредна седница, собрание, ги испративте женската екипа на подготовки во Бугарија. Колку што може да... Вие, значи во Македонија, значи е почнато да се работи со женското борење, но нашата федерација, како што кажавме малце, беше незаинтересирана како за останатите за нас борачите што сме слободни и остилни, пошто ние само имаме слободна, во борењето има и грчко-римски слободен, дури за женски. Значи, што не беше заинтересирана за слободниот, така не беше дури заинтересирана и за женското борење. Ние не пратевме како федерација ниту една програма што даваше Меѓународната федерација за развој на женското борење. Сме испуштале многу програми. Сега, како федерација, почнуваме понатаму да ги пратиме сите програми кои следуваат за развој на женско борење, значи за слободен стил, за грчко-римски стил, пошто ако ги пратиме тие програми, ако пишуваме, значи ако се насочиме на добар план, има голем дел што Меѓународната федерација може да ни помогне за дел за развивање на ново женско борење, значи за развивање на слободниот стил, на грчко-римски стил, но тоа за жал до сега не се е десило. Ние повеќе од понатаму ќе почнеме да пишуваме програми, ќе правиме, за да може да ни помагат и другите институции, бидејќи женското борење многу е поразвиено во другите земји, значи има добар квалитет и носат големи резултати од европски и од светски првенства. Мислам дека можеме многу лесно да се пробиеме на европско или на светско првенство со женското борење, отколку со слободниот или грчко-римскиот стил. Поради слободниот и грчко-римскиот стил во Македонија работиме сега за сега добро, да, ама на меѓународен план, значи е многу јака конкуренцијата, значи треба повеќе да работиме, повеќе да се ангажираме, доколку сега сите останати земји кои се помали почнуваат со почеток на женско борење, може некој од нашите девојки, значи полесно да се пробие меѓу тие осморка, значи петорка, дури можеби и за некој си медал. Затоа ова година прв пат започнавме, значи по програмата што имавме, значи со при подготовки на женските кои отидаа во Бугарија. Тоа е во Катунци, има еден мал камп, мислам е супер за женско борење. Значи поради сега финансиите што ни се, ние предлагаме, значи за женското и ние, значи да ни бидат сега за сега каде ни се најблиските дестинации, за да можеме за можности за тоа, значи да можеме да издржиме наредната година, значи да ги покриеме сите трошкови што ни ги направиле од претходните раководства и дај Боже од наредната година веќе да направиме полна програма за слободниот стил, за женските и веќе да идеме како еден тим, што би личеле сите тимови до сега што иделе, не да идеме по еден, двајца на борење, да идеме веќе масовно со судии, со доктори, значи со сите комплет. Таква ни е замислата, што ми треба еден период, можеби година до две, да го направиме тоа, а мислам со добра работа и со добра поддршка што имаме за сега, мислам дека тоа ќе ни успее. Така. Откако бевте назначен за претседател на Федерацијата за боречки спортови на Македонија, кои беа првите желби, да речеме, од борачите од овде, од Штип, од Балканец? Што посака? Па ви, значи, кога бев ставен за прв меѓу првите, значи во федерацијата, може би да кажеме и прв, пошто заедно ги носиме сите одлуки за боречката федерација, значи децата од нас што би очекувале, они нормално само очекуваат подобри услови. Тоа веќе ќе ги правиме, значи до сега сме и правеле услови и понатаму нормално дека ако сум член во федерацијата, нормално дека ќе помогаме во Балканец, значи ние како клуб мора да се дигнеме на високо ниво за ако сакаме да имаме добри резултати. Децата, значи, очекуваат подобра организација, значи повеќе турнири, значи опремата веќе е порачена што ќе дојдат наредните 2 недели и мислам дека треба да бидат задоволни, бидејќи до сега не се имале никој од, бидејќи јас сум бил борач, не сме имале такви услови, кои што сакаме сега да и донесеме ние на нив. Така, дали можеби во програмата ќе има, да речеме, изградба на сали, на подобри услови за тренинг, за такви работи, на ниво, да речеме, на целата држава? Значи, во програмата има некоја реконструкција на некои делови на сали од другите клубови, значи кои имаат некој си мал проблем што можеме да го санираме како федерација за да можеме да го дигнеме нивото на подобро за клубот.
за таа страна, значи не можеме нешто на повисоко ниво, значи за жал да сме биле пред 10 години вака, кој што сме размислували, што имаме и желби и идеја да работиме, до сега мислам дека ќе си имали и повеќе сали за борењето, но бидејќи сега се наоѓаме во таква ситуација, сега за сега можеме само да ја помогнеме на клубовите со една финансова поддршка, значи можеме да ја помогнеме со мало реновирање во клубовите, со опрема и најново до сега што никој пат до сега не се биле ослободени клубовите, значи тоа е ослободување од котизацијата, значи за клубовите тоа е голема поддршка што го направивме, бидејќи сега во овој период клубовите од кај се во лоша ситуација, од кај во зимен период значи имаат поголеми трошкови за клубовите, дури требаше да даваат и парични средства на федерацијата, тоа беа некаде мислам околу 15.000 денари, па се големи пари за некои од клубовите. Мислам затоа имаме и големата поддршка од нив, значи која направивме програмата, ја прифатија сите, значи заедно сме ја правиле сите програмата, се офанато, значи офанато се и домашните, меѓународните надпревари. И затоа мислам дека клубовите веќе понатаму дека ќе имаат голема желба за работа, бидејќи веќе знаат дека за дни стоат луѓе што ќе ги сакаат, што ќе ги почитуваат и што ќе имаат у секое време да се обратат, да си го кажат својот проблем, значи и дека можеме дел од нивниот проблем да помогнеме, значи заеднички и да очекуваме дека од наредните правенства или од наредните години дека од 19 клубови, мислам дека сите 19 ќе почнат да функционираат и дека ќе почнат да донасат, значи борочи кои би можеле да учествуваат по малите категории, нормално во кадетски, пионерски, младински конкуренции. Така. Да се надоврзам на претходно што кажавте дека откако го избравте беше избрано новото раководство, веднаш рековте дека вратите на Боречката федерација ќе биде отворена за сите. Па да, значи во моментот пред тоа беа затворени значи вратите за Боречката федерација, особено за некој од клубите, значи некој клуб ако каже дека федерацијата лошо работи, значи тие во моментот го сваќаат дека тој клуб е непријател на федерацијата. Значи ние сега сепак сме во федерацијата, нели, како функционери, значи секоја лошо, добра намера на секој клуб кој би ни кажал дали работиме добро или лошо, ние треба да го прифанеме и треба да се приспитаме дали правилно работиме или не. За жал за тоа федерацијата никој пат не го прифаќаше. Мислеа дека они се најдобри, дека најдобро менаџират и затоа стаса до тоа ниво до сега што е федерацијата. Ние веќе година време како го стабилизиравме Боречкиот клуб Балканец, значи неколку состаноци, одевме масовно од Балканец и кажувавме и со другите клубови разговаравме, викаме, значи не работи правилно федерацијата, бидејќи имавме сознание од меѓународната федерација дека имаме голем дуг, дека ќе дојде до блокирање на федерацијата, значи тоа го кажувавме на секој состанок. Они мислеа дека Балканец, значи работи за лошото на федерацијата или за некој од луѓето што се ставени од менаџерите на федерацијата и затоа федерацијата дојде до тоа ниво. Значи за понатаму секоја работа од сите клуби што ќе ни дали е за лошо, дали е за добро, дали ќе ни критикуваат, значи ние треба да ја сванеме и да си ја најдеме дали правилно работиме, дали имаме грешка или не да ги сванеме дека тие ни се непријатели. Затоа значи состанокот со претседателот и со мене започна во салата дека беа присутни гости, значи Боречката федерација ќе биде отворена за сите и добродојдовте и можете мирно сите да дишите во Боречката федерација и сите мирно да ги кажете вашите незадоволства, значи тука сме сите како една фамилија, едно семејство да работиме сите за борењето. Значи така може да се дигне федерацијата на високо ниво и така може да имаме голема посетеност кој ќе направиме надпревари, значи да имаме голема публика и така можеме сите да си помогнеме да можеме да ги натераме спонзорите да може да ни помагаат, значи полесно може и клубовите и федерацијата ако бидеме организирани. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијата Спорт Плюс. Мој денешен гостин е Дејан Богданов, претседател на Боречката федерација на Македонија, со кого денес разговараме повеќе на тема борењето во Македонија, каква е ситуацијата и што се ќе имаме во иднина токму во овој спорт откако се формира новото раководство. Продолжуваме понатаму со разговорот. Рековте дека клубовите ќе бидат ослободени од котизација и секако дека ќе помагате во организацијата за да одат на домашни европски и светски првенства. 19 клубови постојат во моментот во Македонија, исто така во програмата стои дека ќе ги заживеете и останатите клубови кои што веќе не се дел во борењето. Да, во Македонија има 19 клуба, значи дел од нашата програма беше напишена за да бидат офанети сите клубови во Македонија. Значи по посетата на клубовите видовме дека е многу лоша ситуацијата.
Во клубовите ќе помагаме на следниот начин. Првиот начин е веќе сме ги ослободили од котизацијата, што имаше дел што требаше да го платат до 15, значи се ослободени сите клубови. Втората работа е дека на клубовите ќе ги даваме, значи збориме за помалите клубови кои клубови не можат да обстанат, значи ќе ги даваме дел од финансова помош од дел од федерацијата, значи се порачени комплетна опрема на сите членови што се на клубовите и на федерацијата, значи бројката ќе видиме која уште не ја знаеме кој клуб со колку членови располага, значи тоа ќе го видиме наредните 5-10 дена. Е порачана, значи и од друга страна у програмата сме уведеле дека ќе помагаме со дел од пари за кои може да доваѓаат на државни првенства, на дел од турнири, зависи сега каде ќе биде државните првенства и дека повеќето од клубовите имат секој што си прави на некој турнир, дека како ние како федерација ќе помагаме комплетно целата техничка работа како би требало да изгледа еден турнир, да го направиме да биде масовен, би помагали поканите за да дојдат од страна борачите, значи да бидат пречекани, значи 50%, 60%, значи федерацијата презима одговорност да може да и помага на помалите клубови дека им треба помош, техничка организација дури па и до кој дел не може да организираат, ние сме спремни како федерација целосно да го помогнеме тоа на помалите клубови, а кои веќе се направиле некаква традиција да организираат некој си турнир во чест на некој ним починат борачи или во чест на градот и така натаму. Претходно во разговорот споменавте дека во иднина во март ми се чини дека ќе има првенство. Да. Па мислам дека од почетокот на подготовките, значи вака, женските почнавме со женските, веќе се пратени на еден дел од подготовки. Тие не се многу подготовки, очекуваме дека во ни повторно ќе имаше еден период од подготовки. Веќе од 14 или 15 веќе ни е планот дека ќе почнат подготовки за кадети, младинци и пионери, значи тие се за помладите категории. Ќе видиме за сеньорите, уште не сме се стабилизирали, не знаме дали би сакале некој да учествуваат од нашите репрезентативци, што би правеле со странските борачи што се дојдени, бидејќи уште за таа работа не сме ја завршили. За подготовките едно 90% веќе е приговарано, мислам дека ќе биде средено, само очекуваме веќе од финансите, од спонзорите сме договориле за дека ќе ги покријат, само очекуваме на кој дел ќе ни бидат подготовките. Малку да позборуваме и за Балканец, како е моменталната ситуација таму, има ли, доваѓаат ли млади нови надежи кои што се желни за успеси како некогаш што беше? Па види, значи Балканец беше истата ситуација како борачката федерација. Значи ние во Балканец сме подолг период, значи сме били како борачи, кои сме се бореле во Балканец како тренери. Значи последните години сме влезеле во Балканец и како тренер и како помошен да организираме првенство, значи голем дел се што треба. Значи направивме еден добар тим во Балканец кој за година време покажа многу добри резултати. Истото се дешаваше и во нашиот клуб, значи кога влезовме во клубот исто така сметката беше горе-доле блокирана со едно 300-400 илјади денари од претходните беа што беа во клубот. Значи ние имавме работа, значи едно да блокираме сметката, друго најжалосното што беше, значи пари како пари секој пат ќе се најдат, ќе се врнат, тоа и за федерацијата, нели, финансискиот дел ќе се врне, но за жал, значи минаа многу генерации што ги испуштивме, можеби 6, 7, 8, 9, 10 генерации, што тоа никој пат во животот не може да го врнеме назад. Значи тоа е голема жалост. Кога влезовме во салата, кога почнавме да функционираме и да работиме со децата, од 3 термина само имавме 3-4 деца, тоа целиот клуб беше со 14 деца. Сега со добрата работа веќе во моментот во Балканец веќе имат млади деца кои веќе бројката достасува од 50-60 деца, има добра заинтересираност, условите и се подобрени за разлика од претот, треба уште да и се подобрат, значи направивме доста турнири оваа година, значи може би да кажем преку една или две недели постојано имавме турнири надвор од Македонија, во Македонија се одеше постојано за Бугарија и така се направи еден добар амбиент во Балканец и мислам дека ако продолжиме со ваква работа, со добра организација најпрвен и мислам дека Балканец ќе почне да прави добри резултати, зборам во помладите категории, пионери, кадети и младинци. Ке има ли успеси и резултати со формирањето на новото раководство? Па види, значи за успеси чим има добра организација, ние сме
уделот на организацијата, ние сме спремни да ги овозможиме сите услови на борачите, значи за секој борач, значи да може да отпатува на секое првенство, на секое европско, на секое светско, збориме за борач кој заслужува да отпатува, значи пред тоа ќе има турнири кои ни треба таму да се покажат дека се добри борачи за да отпатуваат на европското првенство, значи ако се покажат дека се добри, мислам дека ние постојано ќе вложуваме во нив средства и мислам дека би требало да има добри резултати. Значи со добра организација, со добар тим, значи со добра желба од страна на тимот, на тренерите, па и на спортистите, на децата, да кажем бидејќи работиме со мали категории, мислам дека во наредните години се очекуваат големи резултати од борењето од Македонија и од нашиот клуб Балканец, па ќе видиме со Господ напред и со добра работа ќе видиме секој што треба. Успешни резултати. Овде да не заборавиме да го споменеме и турнирот кој што го одржавте во декември, односно во организација на боречкиот клуб Балканец. Имаше масовна посетеност. Колку сте задоволни од ова? Па да, значи турнирот беше добро организиран, тоа беше организирано од нас боречкиот клуб Балканец. Беа фанети сите професионални работи кои би требало да изгледат за еден турнир. Значи организацијата имаше доста поканети гости, значи преку 160 борачи беа. Мислам тоа до сега не се е десило во Штип да се одржува таков турнир за деца, младенци, кадети во трите воена конкуренција. И очекуваме дека од наредната година турнирот ќе стане уште помасовен, значи подобро. Втора година поред. Значи вторија година е турнирот, значи очекуваме фактички третата година турнирот веќе да стане многу помасовен, значи можеби да биде и дводневен за турнирот за сите. Така да со Господ навре, со добра организација, мислиме дека понатаму ќе го стабилизираме добро клубот и добро ќе ги организираме сите останати турнири кои се во својство на боречкиот клуб Балканец. Кога се договаравме за овој разговор, ми кажавте дека постојано сте на релација Штип-Скопје, имате полни раце работа оваа година, но пред се имате голема желба, имате амбициозна програма. Еве за крај еден апел до сите млади надежи, зборуваме за нашиот крај тука, овде па и на ниво на Македонија, за сите они дечиња кои што сакаат да се занимаваат со боречките спортови. Па види, значи јас би ги поканил сите деца и нејзините родители, значи да ги насочат децата да тренираат било каков спорт. Значи дека е борење, може да тренираат и карате, фудбал, само да спортуваат децата, па кои имат подобри услови, значи кои имат што го влече детето, значи таму дека остане. Битно е да се спортува, да се дружат, да не фанат по никои лоши патишта, значи тоа е мојата вашиот апел. Да. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Се надевам дека ќе имаме повторна прилика за некој ваш следен успех да поразговараме повеќе. Па да, се надевам дека постојано веќе понатаму ќе се гледаме, бидејќи ќе имаме доста прилики за што би зборувале, за утив веќе зборуваме за склоп на федерацијата, ќе имаме нови новости, значи ќе имаме нови надпревари, нови организации за федерацијата, затоа ќе се гледаме постојано понатаму. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше Дејан Богданов, претседател на Боречката федерација на Македонија, со кого денес разговаравме токму на тема борењето во Македонија и моменталната ситуација. Јас ви благодарам многу на вниманието, доколку пропуштивте нешто од денешното издание, репризата е веќе утре од 15 часот. Се гледаме повторно наредната недела. Пријатно!